Испукани кујки, екстремно аерозагадување, безбедност доведена под голем знак прашалник. Тоа се последиците од секојдневното движење на 40-тонските товарни возила по улиците Егејска и Мице Козар, лоцирани во центарот на Прилеп. Жителите гневни бараат итно пренасочување на овие возила. Во спротивно се закануваат со блокирање на овие две централни улици. Тешки камиони врва од утринските часови па до вечерните часови, тоа камиони се најповеќе од мермерен комбинат што врва камиони. Еве и сега во моментов тешки камиони кои што предизвикува и штета и на самите кујки, а предизвикуваат и штета и по здравјето на цела ова улица. Многу камиони има пуштено по улицава да поминува, со голема тежина, кој ќе врва кујчите се тресат дари. Испукано има видео и ова на постари кујчи што се. Но стоп од едно по 50, по 60. И ноќе дека во 4, во 5 поминува оде, те разбудува дори. Кој ќе почне да лупа. Улицата е преоптеретена со транспорт на товарниве возила од мермерниот комбинат. Кој е поблизок има поголеми штети, има пукнатини по кујчите. Брзо воза камиониве нема да закочат и одам. Може дури не е случајно пред време да се прекини ова нешто. Испукане кујчата од самото тресење од камионите, од тежината. Овие луѓе разочарани се и од нереализацијата на ветениот проект за изградба на обиколницата, со која требаше да им се реши овој проблем. Тоа е обеќано многу одамна, дека ќе излегува од Езеро на автопат. И стварно жалосно е како може 5 километри да не може да направи пат, тоа што овде врва преку 1000 коли. Јапонци направи под океан автопат, овде не можеме да изведеме еден пат, да ги изва камионите, каде што нема да му смета на луѓето. Локалните власти пак признаваат дека овој сериозен проблем постои. Признаваат и дека проектот за изградбата на обиколницата, кој од страна на Министерството за транспорт беше ветен уште во април 2018 година, не е реализиран. Но според градоначалникот Илија Јовановски, во периодот што следел, ќе биле преземени сите потребни действија за да се надминел овој сообраќаен хаос.